Од вчера и официјално започна грејната сезона во оранжерискиот комплекс во Кочанско. Термална вода побарале и добиле сите оранжерии, освен една чиј собственик не е од Кочани. Комуналното јавно претпријатие Водовод, кое стопанисува со геотермалните води врз основа на потпишани договори и по претходно соодветни подготовки на системот, синоќа ја пушти водата која протече низ инсталираните грејни тела на оранжериите. Капацитетот на системот е 300 литри вода во секунда, која зависно од потребите и динамиката на трошење може да се испорачува. Треба да се додаде дека водата им се испорачува и на неколку помали корисници, како и тоа дека новите фирми кои сега стопанисуваат со капацитетите на некогашните гиганти се заинтересирани да добијат термална вода. Меѓутоа, за да се реализира тоа, потребно е да се обноват и ревитализираат цевководите. Спротивно напишувањето на некои медиуми дека цената на топлата вода е 48 денари, денеска во комуналното јавно претпријатие Водовод информираа дека актуелната цена на овој природен енерген со системот геотерма е 38,10 денари за метар кубен, без пресметан данок на додадена вредност кој е повратен. Инаку во медиумите деновиве се водеше вистинска кампања против високите цени на термалните води и мазутот, кои го ограничувале оранжериското производство, а ка поедини стопанственици од оваа сфера потикнале размислување да ги селат стаклениците во соседните земји. Наводно, таму државата давала до 10.000 евра субвенции за секој вработен и плюс топлата вода била 10 пати поевтина отколку во Македонија. Но оценка е дека ваквите споредби се паушални и не одговараат на реалната ситуација.